Во сиот изминат период, во оваа и минатата година, основна цел на ВМРО-ДПМН беше да се дојде до избори и со тоа да се надмине кризата во Република Македонија. Минатата година СДСМ создаде криза. Таа криза ја одлагаше и продолжуваше колку што може. Направивме многу чекори со цел да ги доведеме во ситуација да не можат повеќе да ги одложуваат изборите, да нема каде да бегаат, да мора да се соочат со народот и да му овозможат на народот да излезе на гласање и да си го каже својот збор. А ја точно знам дека народот на изборите ќе го казни ова действување и ова работење и сето она што ја го направи СДСМ на Македонија во изминатите година и половина. Почитувани граѓани, од денеска режимот на Никола Груевски заминува во историјата, а Македонија зачекорува кон нова иднина. Се изборивме граѓаните на Македонија на 11 декември да може слободно да гласаат. Времето на изборно насилство и фалсификување на слободната волја на граѓаните заврши. Со тоа заврши и времето на режимот на Никола Груевски. На 11 декември ќе ги поразиме сиромаштијата, криминалот, корупцијата, етничките поделби, омразата. Ќе ги поразиме партизацијата на институциите, хајките, нарачаните судски процеси, мафијата. Мора да ставиме крај и на иселување на младите луѓе и на опустошување на земјата. Почитувани граѓани, ве повикувам на масовна мобилизација сите граѓани за победа на Македонија. Дека е многу добро што потпишавме договор да имаме фер и демократски избори на 11 декември, но поважно ќе биде ако партиите што ќе ја сочинуваат владата од задутре дават голем придонес тоа да се дешава и на терен. Ние ќе продолжуваме да се однесуваме конструктивно. Главната надеж и гаранција за ДПА останува меѓународниот фактор. Соединетите американски држави, Европската унија и другите институции што ќе ги наблюдуваат изборите во Македонија. Фалемдерит. Добар ден за Република Македонија. На крај сите парламентарни партии постигна договор дека се исполнети сите услови за организирање фер, демократски и слободни избори и што се договоривме парламентарните избори да се одржат на 11 декември 2016 година. Од 2 септември почнува почитувањето на сите рекови кои што се пропишани во договорот.